Денеска наш гостин во студиото на МИА, во рамки на интервјуата кои што ги изработуваме за предвремените парламентарни избори 2020 година, е председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Зоран Заев. Добро дојдовте. Благодарам на поканата, добро ве најдов и поздрав до сите што не следат. Изборната кампања е во полнек. Ке може ли накусо ударно да ми ги наброите 5 клучни работи со кои што ќе ги привлечете граѓаните на овие избори да гласаат за вас и за коалицијата Можеме? Добро, доминантен дел од нашата изборна кампања е новата македонска развојна економија и од тука кој би излекол од целата таа понуда која што постои, би излекол 20.000 минимална плата до крајот на мандатот, 34.000 просечна плата до крајот на мандатот, покачување на пензиите, рамноправно заедно со растот на платите, со гаранција за дека минималните плати ќе се зголемат најмалку 21%, капиталната инфраструктура, патишта, водоводи, канализации, детски градинки, училишта и болници рамноправно насекаде низ целата земја и она кое што значи исто така отварањето на поглавијата со 80% од замисленото во овие 4 години, а за 6 години членство и во Европската унија. Значи тоа се ударните работи, меѓутоа економијата како да преовладува во вашата програма, иако има и други клучни столбови. Велите нова македонска економија. Може ли да ми го кажете првиот проект кој што би го спровеле, доколку имате можност, односно ја освоите власта на 15 јули? Добро, најголемиот дел на политиките кои што и досега ги водевме, така ќе биде и во иднина, се инвестициите во човечките ресурси. Ние веруваме дека народот ако има повеќе пари, по сите аспекти на враќање на парите назад кон граѓаните, не само преку повисоки плати и пензии, не само преку сите тие приходи кои што ги имат секојдневно или од тргнување на парафискалните давачки, туку главниот дел е да продолжиме да го јакнеме семејниот буџет на граѓаните, верувајќи дека луѓето ги трошат парите. Повторно се враќаат тие пари некако во буџетот, за да можеме, јакнејќи го економскиот стандард на нашиот народ, да јакнеме и капацитет на државата. Реформите на администрацијата и професионализацијата на раководните позиции беше честа тема изминативе 3 години. Меѓутоа, како целосно да не се спроведе таа реформа, значи се уште се чекаат конкретни резултати за систематизација на институциите, работните места, префрлање од јавен во приватен сектор, назначување на непартиски директори. Што ги кочи ваквите најави? Доколку имате можност, што ќе направите во следниот мандат, доколку го добиете во оваа насока? Дали има политички капацитет земјата да го спроведе ова, или имаме состојба кога се дефинира како политички реваншизам во јавната администрација? Досега ја донесовме легислативата, односно законодавството, и бевме оценети како успешно спроведени на реформи во делот на законодавството за реформите во јавната администрација. Ги направивме практичните состаноци со бизнис коморите заради преземањето и пакетите на самото преземање, и останува стартот на практичната реализација на реформата на јавната администрација. Веројатно сме единствена коалиција која што вети 20% намалување на администрацијата, секако без некој да изгуби парчето леп, без некој да ја остане без работа, верувајќи дека со пакетите кои што ќе ги дадеме за оние кои што ќе одлучат да поминат во приватниот сектор ќе бидат доволно мотивирачки за секој да се ја види иднината своја, пред се стабилна во приватниот сектор. Верувам дека ќе успееме за тоа, заради тоа што недостигот на квалификувана работна сила постои во државата, ќе решиме и проблем на побарувачката на луѓе работници и секако ангажирани во приватните компании, а секако и пакетот на отпремнини од 6 до 12 плати, за сите нешто ќе одлучат. Верувам дека ќе направи едно олабавување, така да кажам, на тие непродуктивни расходи кои што се вишок во делот на јавната администрација. Ова е нешто на кое што ќе работиме сигурно во периодот, можеби не доминантно, заради тоа што доминантно ќе биде економијата, и дигајќи го стандардот на нашиот народ, да ги направиме реформите пред се во правната држава, во образованието и да напредиме здравството, но секако јавната администрација ги постигнува исто така сите тие аспекти, ако успееме да имплементираме целосно успешно. Господина Заев, неспецифична кампања во специфични услови, епидемија на COVID-19, почитување на протоколи, поголема употреба на социјалните медиуми за промоција, значи се води една кампања која што досега нашата земја нема видено. Како се грижите на средбите со граѓаните? Нема големи митинзи, има ограничување во присуството на граѓаните на вашите средби, на останатите партии. Како се грижите се да е согласно протоколите? Што доколку работите излезат од контрола? Мислам дека се научивме веќе и се навикнавме, а пред се политичарите треба да бидеме одговорни
и јас и коалицијата можеме комплетно водиме грижа приоритетна за здравието наше и на граѓаните кои што ни се гости на сите настани. Прво, носењето на маска е задолжително за сите, држењето дистанца, поздравувањето е со лакто или тупаница, корона поздравување, како што го кажуваме. Сите седат на дистанца, се ограничени мали собири, гледате ги нема големите митинзи. Држењето дистанца покрај носењето на маска е дупла превентива, која што верувам дека успеаме да ја одржиме. Секако пред настан, после настан, дезинфекцијата на рацете и комплетно избегнување на секаков вид гушкање, грлење или сето тоа што е традиционално заради топлината на нашиот народ. Верувам дека правиме помалку потези од тоа што граѓаните вообичаено прават со своите блиски, со своите пријатели во секојдневието и верувам дека ќе успееме. Жалам што нашите опоненти тоа не го прават. Се доведовме да тие и господинот Мицковски, нивните носители, нивните кандидати за пратеници бидат еден лош пример, па гледаме слики на гушнати сите, кој со маска, кој без маска, собирите апсолутно не ги почитуваат дистанците, што е лош пример за сите. На крајот, ако е здравието пред се и нација за сите, после е се друго помалку важно, тогаш тоа треба да го покажеме на дело. Се доведовме да еден од првите експоненти на нашите опоненти, министерот Чулев, например, седејќи во кафич без маска, да му донесат нашите активисти, да му дадат маска да стави на лицето, за да сите ја извлечеме на површина катарзата или она кое што е важно, дека не треба да се прекршуваат мерките од никој во државата, а сепак носителите на јавните функции треба да бидат пример за тоа, заради тоа што и на тој начин сме добар или лош пример за сите граѓани. Господине Заев, во политичкиот изборен амбиент некако како да не успеавме да изградиме капацитет на партиски пиар за кампањи без многу лажни вести и црна пропаганда. А какво е вашето мислење за досегашниот тек на кампањата која што многумина ја нарекуваат бомбашка кампања? Ке пукаат ли уште бомби? Комплетно одиме со позитивна кампања. Мислиме дека со мерките, од платите до пензиите, до комуналната инфраструктура кај што ветуваме, зборувајќи за редот, дисциплината и правната држава, реформите во образованието и севкупната администрација кои што следуваат, екодржава, сите оние столбови на нашата програма се толку многу важни да допрат до луѓето да знаат која е еднината, што воопшто немаме ниту време, ниту можност во нашите настапи да зборуваме негативно, освен правејќи паралела што е различно помеѓу нас и нашите опоненти. За разлика од нас, нашите опоненти комплетно од спотови до наративи и верувам дека господинот Мицковски и на сонот со Заев збори или штрепа од Заев заради тоа што ме има во сите спотови. Ова е една грозотија кој да, јас сум обичен човек, не може да се изначудите кој е тој психолошки стадиум на мозокот на еден човек за да може да има толкова една преокупација за да води таков вид на кампања. Јас знам дека тоа ќе им се врати негативно. Ние веќе поднесовме кривични пријави за бомбите, заради тоа што тоа е казнено. Да, тоа е кривично дело, меѓутоа продолжуваат да се пукаат бомби. Како тоа ќе го спречиме видни на граѓаните? Дали граѓаните во земјава некои од бомбите се снимани од стоговорници на средбите, меѓутоа постојат тврдења, да и тоа е кривично дело, но постојат тврдења дека некои се плод на прислушување. Плод на прислушување од 1 јуни 2017 наваму нема прислушување во земјава. Нема никакво прислушување. Апсолутно никој од јавните институции нема допир до тоа, дури и ОТА како агенција која што ги прави конекциите нема право на увид на материјал или било што. Толку е разграничено со европските директиви. Тоа го работевме во реформите на безбедноста, заедно со Европската делегација, Европската комисија, со многу експерти дојдени, плюс од НАТО, и јасно разграничено не постои никакво прислушкување во државата, освен со судска пресуда за истрагите против кршењето на законите во Македонија. Рековте кривични пријави поднесовме. Поднесовме веќе кривични пријави за незаконско прислушкување, за незаконско снимање, кое што се случува и бараме тоа да се истере на крај. Точно не заради тоа што нешто се плашиме од тие разговори, туку тоа е пример како треба да се однесуваат и сите други кои што се цел на вакво незаконско прислушкување. Законот вели дека е кривично дело незаконското прислушкување, дури и кога седиме на состанок и некој снима. Не мора телефонски да разговараме. Снимањето е недозволиво, секако освен ако е објавено јавно за потребите на стенограми или било што од одредени состаноци, за тоа треба да постои одговорност, но нека им е на чест на нашите опоненти тоа што го прават. Социјалдемократскиот сојуз
кога објавуваше прислушкувани разговори, тоа го направи транспарентно. Излеговме на говорница, штитејќи ја комплетно приватноста на луѓето, секаде каде што постоја индиции за криминал или неетичко однесување со тенденција за криминал. Тоа јавно го објавивме, го составивме и строчивме во кривични пријави и го доставивме до тогашното јавно обвинителство, кое што помина понатаму во специјалното јавно обвинителство. Така да кукавички да се пуштат разговори на начин на кој што се крши законот денеска, тоа е типично само за опозицијата. Социјалдемократскиот сојуз секој пат тоа го правел согласно закон, како што е дозволено, објавувајќи со кривични пријави во времето кога дури и не беа забранети јавно објавувањата на разговорите. Но се пуштаат разговори за опозицијата, значи не сте само вие цел на овие, да ги наречам, бомби во наводници. Пријавите ги поднесовме према сите што објавуваат, без разлика ги пријавивте и за опозицијата? Без разлика дали таму е таргет Заев, владеачката партија или опозиционата партија или било кој граѓанин. Прво сакаме да престане ова заради тоа што еден дел од граѓаните штрепат за приватност и треба да знаат дека секој има право да тужи, макар другар со другар да се снимат па да објават, тоа е незаконски дозволиво и треба да го знае. Втората работа, политиката, нели рековме, да биде пример за сите. И тоа е недозволиво. Затоа тоа јавно го направивме, односно транспарентно, за да знаат сите дека има работи во државата кои што се забранети и затоа процесуиравме пријави. Но секако, само да дополнам овде, грозотијата која што ја слушаме, во целото тоа, насилството на луѓе, тоа што го правеле, зборувајќи директно со своите гласови, носители на листи, на вистина е за голема казна од страна на граѓаните. Поради тоа е потребна реформа во јавната администрација, за да не се мапираат вработените од која било политичка партија во иднина. Така е. Нудите правна и праведна држава во вашата програма, велите целосно расчистуваме со груевизмот и неговите остатоци во суството. Законот за јавно обвинителство стапи на сила. Дали само груевизмот е проблем во правосудниот систем или можноста за каков било изам, односно персонификација на системот? Како тоа ќе го спречите во иднина? Може би не е груевизмот само проблем, но било која личност? Груевизмот сигурно е еден од проблемите, заради тоа што партизацијата на правосудството ја видовме од тефтерчето на Гордана Јанкуловски. Таа си има своји рефлексии. Дали сите овие 11 години со примањата на луѓето од тефтерчето на Гордана Јанкуловска, тоа значи по партиски комплетни одлуки и во судството и во обвинителството, ги има најголемите причини, но секако и поединечниот печат на секој од судиите и обвинителите. Затоа велиме на веќе направени закони од страна на владата, целосно согласени со Европската комисија и Венецијанската комисија. Од парламентот донесен, еве на 30 стапај, еден од столбовите на правосудството, законот за јавното обвинителство. Практичната примена нема да биде опростена во грешките на судиите и обвинителите во идниот период. Не од Заев, од граѓаните. Тие се различни власти, но она што е најважно овде, треба да знаат сите, дека ако се случи застарување на предмет, судијата ќе биде разрешен. Тој дел од вашата програма, тоа го ветувате. Истовремено имаме денеска прв пат одговорност и кривична и на судии и на обвинители, заради тоа што нанесуваат непоправливи штети врз државата, врз буџетот, врз луѓето и така натаму во своето одлучување. Предметите ќе бидат до 5% во последните 5 години комплетно подложни на ревизија во делот на нивното одлучување и ќе следува комплетна проверка на имотот и финансиската состојба на судиите, обвинителите и членовите на нивните семејства или поврзаните во мрежи, она што многу често луѓето и транспарентно го зборуваат судија, обвинител, адвокати и на тој начин се нанесува комплетно уништување на владењето на законот и правото. Кога сме кај правосудството, сега го закопавме и наместо надеж за правда се изроди рекет. Дали сте задоволни од пресудите за рекет? Дали сметате дека правдата е задоволена? Јас сум среќен заради тоа што паднаа пресуди. Не ги коментирам висините, толку биле високи, толку биле ниски или слично. Не ги знам, не сум правник да ги одмерам, не знам како е во законот, но драго ми е што има казна, без разлика за кој. Прв пат е осуден јавен обвинител, шеф на јавно обвинителство во државата, секако газда на медиум, кој што важеше за доминантно провладеачки медиум, провласта, а секако и бизнисмени кои што биле инволвирани во самиот случај. Според мене овде има сериозни индиции на подкуп, тоа го видовме посебно од поново време, не ќе даде само рекет, овде има осмислено, поддржано, организирано дејствие подкуп, но дефинитивно важна е пораката дека законот важи еднакво за сите.
голем дел од предметите од специјалното јавно обвинителство и завршија со правосилни пресуди, дел се завршени со пресуди на основниот суд, дел се надевам пред крај за нивното завршување. Тоа е многу важно да сите предмети бидат со завршница, заради тоа што тоа беше и намерата на формирањето на специјалното јавно обвинителство, но она кое што дефинитивно е едно разочарување кај граѓаните, присутно и кај мене, дел од тие предмети се повторени како постапки, заради тоа што поротник морал да замине во пензија, бил болен или не знам толку и толку се доцнело, па ајде од поново, па повторно тргнуваат постапките, или како што беше застарувањето за Груевски за едно од делата, јас не ги знам никој, но видов дека е застарено. Таквите работи не се дозволиви. Тој ја предизвикуваат горчина кај луѓето, дека секој може да ја избегне правдата по било кој начин, и тоа е недозволиво во европска земја, која што тежне да биде навистина и членка на Европската унија. Како го коментирате однесувањето на Бојан Јовановски, кој што сега поднесува кривични пријави против јавни личности, функционери, лекари, меѓутоа и барањето на Фросина Ременски да се изземе Вилма Русковска од случајот Меѓународен сојуз? Прво, транспарентно се водеше целиот процес. Бојан Јовановски, неговиот адвокат, ако имале било каков доказ, ќе го приложеа на самото судење. Ќе го кажа во јавното обвинителство. 100 пати беа во разговори, процеси или слично. На крајот, кога паднаа пресудите, се испрати пораката во договор со опозицијата да се наштити. Зошто? Заради тоа што испраќаа пораки по сите можни канали да се помогне. Ако тоа го направивме, тоа е Груевски. Не се боревме против тоа. Со мешањето во судството или слично. Секој да се одговара. Јас не ја полна мојата душа или желба со тоа што некој ќе биде во затвор. Но ако нема делење на правдата и секој не одговара за своите постапки, тогаш ја испраќаме пораката дека секој може да прави што сака, да крши закон и да не одговара. Не, секој треба да се одговара. Почнувајќи од мене до секој во државата, доколку се огреши пред законот, и јас апсолутно мислам дека тоа ниво на правна држава веќе е апсолутно абсолвирано во нашето општество, секако треба да продолжиме со унапредувањето на правната држава. Малку за регионални прашања. Владата на која бевте премиер водеше политика на добрососедство, се постигна договорот со Грција, со Бугарија, се решија еден билатерален спор, вториот, значи, сме во фаза на решавање. Двата билатерални спора се решени, меѓутоа сега со Бугарија имаме одредена ситуација. Да, реализацијата. Значи, Грција, Бугарија, Србија, Албанија, Косово. Каде очекувате следна рампа или кочење на процес на добрососедство? Нема веќе рампи. Договорите се постигнати. Имплементацијата на договорите во тек и се заглави на 4-то поглавје Гоце Делчев. Како што ги решивме предходните 3 историски поглавја со 6 историски личности, верувам дека и понатаму ќе ги решаваме на добробит и на среќа на двете страни. Имаме договор за добрососедство. Низ поделувањето на таа заедничка историја треба да градиме пријателство, да бидеме уште поблиски, повеќе да соработуваме, тоа да донесе и економски и било каков бенефит и на македонците и на бугарите од двете страни, заради тоа што тоа е духот на договорот. Кога разговараме ние политичарите, јас и премиерот Борисов, сме апсолутно јасни за оваа работа. Секој договор мора да има две страни победници. Ако не е договор, ќе биде миниран од едната или од другата страна. Така да покажавме кој тоа решава спорови и кој постигнува договори во нашата земја. Тоа сме ние. Другите се кавгаджии кои што ја држат земјата во кавга со сите соседи, со целиот свет, изолирана, и тоа не ни треба повеќе. И договорот од Преспа има своја реализација, која што продолжува и понатаму, и тоа е очекувано да се реализира низ децении, градејќи го пријателството, па дури и стратешкото партнерство со самите земји. Сега сме пријатели со 5 соседи, целиот демократски свет ни е пријател. Пола од нив ја посетува Република Северна Македонија во овие 2,5 години. Дојдоа сите лидери, дојде и папата, дојдоа сите да го охрабрат овој мултиетнички народ, дека е невистинскиот пат и треба така да продолжи. Во следниот мандат, сега веќе растеретени, отворени сите фронтови пред нас, треба да засукаме ракавите, сите, најмногу ние политичарите, кои што бараме доверба, нормално, и штом ќе ја добиеме да бидеме пример за сите на агенда дома. Економија, дигање на стандардот, правосудство, кое што пак значи економија, реформи во образованието, кое што пак значи економија, па дури унапредување на здравството, кое што пак значи економија, но и сите други аспекти, социјалната политика, културата, земјоделието, сето она што е важно за секојдневието на луѓето, но успеавме да ги вратиме слободите,
Денеска се зборува слободно, има слободна мисла, слободен говор, никому ништо не му фали во државата, тоа е голема вредност. Демократијата буквално е присутна на сите страни, владењето на демократските вредности во една парламентарна демократија е императивот на кој што треба да се навикнеме сите, заради тоа што тоа е наша опција и избор, наспроти 11 години која што беше угнетена комплетно, така да постои еден убав мегдан пред нас, да покажеме дома капацитет. Пријателите се тука, ќе ни помогнат сите, фондови ќе се отворат, поглавија ќе се отворат, стручни луѓе ќе дојдат да го дигаме капацитетот на институциите, но најмногу ќе зависи од нас дома. Членството во НАТО е реалност, се надоврзувам на ова прашање. Уште еден чекор кон ЕУ е направен во однос на преговарачката рамка која што сега треба да се усвои на ниво на земји членки. Дали сме подготвени за целиот пат до Европската унија? Вие во вашата програма велите 80% од поглавјата ќе отворите доколку ја добиете власт. Мислам дека сме подготвени. Двете стратешки цели кои што беа исправени пред нас, толку долго очекувани, се исполнет. Членка сме на НАТО, 15 години чекаме кандидатски статус да добиеме одлука за почеток на преговорите. На 24 март ја добивме одлуката. Сега е јасно со утврдувањето и прифаќањето на преговарачката рамка од страна на Европската комисија дека преводот на сите поглавја и законодавство европско ќе биде на македонски јазик. Тоа е уште еднаш потврда од Европската комисија и од сите земји членки на Европската унија за македонскиот јазик, но тоа е првиот почеток на официализирање на македонскиот јазик како еден од службените јазици на Европската унија со нашето полноправно членство. Ова е за мене историја. Заради тоа што нашиот јазик ќе го имате во библиотеките во Варшава, во Виена, во Берлин, во Париз, во Рим, на секаде ќе се изучува, унапредува, афирмира и тоа е голема една вредност. Дека сме капацитетно подготвени покажавме и досега. Успеавме во се она што беше неопходно и за храброст, одлучност, професионалност, посветеност и тоа е нашата гаранција за воиднина и затоа велиме дека 80% од поглавјата ќе ги отвориме до крајот на следниот мандат, за да за 6 години ги затвориме 100% сите поглавја и станеме полноправна членка на Унијата. Ако биде нашиот опонент на власт, ќе им требат 60 години, заради тоа што прво ќе има клинч и кавги со соседите, веројатно и дома, и ќе чекаме нови десетици и десетици години за да дојдеме на некој ниво, како што тоа впрочем се случи во 2005 добивме кандидатски статус, еве треба 15 години да поминат, да дојде повторно Социјалдемократскиот сојуз на власт и да се вратиме на брзата лента или на шините повторно кон нашиот европски пат. Верувам дека голем дел од нашето законодавство е веќе усогласено во овие 15 години, тоа што го гледаме, што го слушаме сите. Верувам дека стручните луѓе пред се од невладините организации, експертите ќе помогнат многу во совладување на поглавјата, така да јас сум оптимист од севкупното раководство на владеачката СДСМ, тоа е став 80%, јас мислам дека и порано можеме да завршуваме со овие процеси. Господин Азаев доизлезе со мотото прв премиер албанец. Веќе повеќе пати одговоривте на оваа нивна стратегија. Насер Зибери е нивни кандидат за премиер, иако не е ДУИ. Има ли тука некој влог за постизборна коалиција или станува збор за популизам колку за потрошеноста на старите кадри на ДУИ? Комплетно политичка стратегија, популистички, јас би ја нарекол национал-популистички, заради тоа што пораката е националистичка, која што е нешто што беше присутно за времето на Груевски и Али Ахмети. Тоа време е минато. Јас сум Зоран Заев и мојот социјалдемократски сојуз е основач на концептот едно општество за сите. Ние сме покажале дека нема никаква предрасуда за етничката припадност на било кој човек за било која функција во државата. И окото не ни трепнува само да е добар, квалитетен, експертен, професионален, да може да ја завршува работата. И тоа важи и за премиер, и за председател на државата, председател на парламентот, министер, градоначалник или било кој. Впрочем, многу од тие функции ги имаме и сега албанци од Социјалдемократскиот сојуз и тоа се поприлично добри кадри. Во едни такви околности уцената не смееме да ја пуштиме да живее, заради тоа што народот мисли па како и да гласаме тие на крајот, еве едни со други ќе се уценат и тоа така ќе биде, не е така.
Граѓаните се тие што одлучуваат кој ќе биде во парламентот пратеник, кој ќе биде министер, кој ќе биде премиер, кој ќе биде председател на државата и така натаму и така натаму. И тоа не смееме да дозволиме повеќе да значи националистички поделби во нашата земја, затоа рековме здраво е дуи после 17 години, навистина тоа е долг период да се биде власт, да помине во опозиција, здраво и за нив, за да може да дојдат едни нови сили кои што со забрзано темпо ќе ги направат до крај реформите во државата. Коалициравте со БЕСА. Прв пат во македонската политичка историја од независноста, Македонска и албанска партија прават предизборна коалиција. Што е тоа што ве спојува со БЕСА и како со БЕСА го менаџирате национализмот? Со БЕСА имавме 3 недели, скоро секој ден по неколку часа разговори за дека осогласиме сите ставови политичко и програмски определби. Денес имаме заедничка програма која што се вика Можеме, на коалицијата Можеме, и таму зборуваме за сите вредности. Национализмот беше првиот услов да го заборавиме. Да, еднаквоста во општеството, борба, секој како го правите баланс? Комплетно се работи за млади луѓе, комплетно растаретени, кои што нормално најголем дел се од албанската етничка заедница или скоро целосно се од албанската етничка заедница и сакат за својата заедница еднаквост и равноправност и во правата и во врските. И секако тие се стрекни заради тоа што Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз имат сериозен успех на тој план, но секако треба да го надоградуваме во периодот кој што предстои. Но се согласивме за тоа што е важно. Животот на сите граѓани, квалитетот на животот, стандардот на граѓаните, рамноправниот економски развој на цела Македонија. Сето она што е вредности како правната држава, поквалитетно образование, сето тоа е насекаде присутно во програмата. И апсолутно сите национализми се тргнати на страна. И верувам дека ќе успееме да бидеме одличен пример, како што сме пример сега, дека е можно да се направи комплетно мултиетничка коалиција, прв пат и со албанската заедница представена преку партии, досега беше само преку СДСМ представена албанската заедница, што е едно ниво повеќе во унапредувањето на едно општество за сите. Што очекувате од престојните избори? Веќе излеговте со некои бројки, мислам на дуелот со Мицковски, спомнавте некои бројки, може би ги спомнувате и на средбите со граѓани, колку мандати очекувате? Очекуваме победа. Не сакаме да се опуштиме, сакаме да го помолиме секој граѓанин прво да излезе. Многу е важно легитимитетот на институциите, но и да ја прочите нашата програма и да си донесе одлука. Затоа многу често кампањата се сведува на јавување, на порака, на мејл до луѓето, а одиме некаде од врата на врата, таму каде што и граѓаните не повикуваат. Секако никако во оние ризични категории со болести луѓе што имаат или хронично болните луѓе, тоа го правиме на начин на кој што ставаме рекламен материјал во кесенце како што треба, за да може да си прочитат граѓаните. Се обидуваме да им створиме атмосфера дека е безбедно 3 до 5 минути да се гласае и верувам дека успеаме во тоа. Нашите анализи покажуваат дека 48-55 е нешто што е просечно. Како што напредува кампањата, јас дури се повеќе и повеќе очекувам да таа поддршка расте, која што ќе донесе една стабилна коалиција. Не е невозможно да имаме и сами мнозинство, кое што истовремено не значи дека нема да правиме и коалиција. Тоа ми е стеното прашање. Кои се вашите опции за можни постизбори? Секако ќе правиме коалиција, прво за да бидат соодветно застапени етничките заедници. Тоа треба да го правиме во периодот кој што предстои, дури и со 61 пратеник, еве теоретски, ако народот одлучи да ни даде таква одговорност, ние ќе влеземе во коалиција, во разговори, сите опции се отворени. Реков дури и дуја ако го тргне ваквиот услов, ние немаме проблем да разговараме. Алијанса и алтернатива и како се во наша комуникација, заедно ги гласавме голем дел од реформите, уставните промени, законот за јавното обвинителство и верувам дека имаме најмалку минимум соработка за да може да градиме заедничка платформа, владина програма за воиднина за да успееме како коалиција, а секако опции постојат и помеѓу другите пратеници кои што ќе бидат избрани во собранието. Не се секирам, немам некоја мачнина како тоа ќе се направи влада и парламентарно мнозинство, тоа ќе го направиме. Сигурно важно е да владината програма биде комплетно идентична со нашата програма, секако и на партнерите да прифатиме тоа што е секако прифатливо, тие е нашето, за да можеме да изградиме владината коалиција, дури и во услови ако имаме сами како коалиција сегашна можеме, парламентарно мнозинство че е стија. Господине Заев, за крај ваша порака до читателите и гледачите на МИА. Пораката е таа што испраќаме секој ден до граѓаните. Почитувани граѓани, не знаете кои сме. Имаме
огромни успеси позади нас. Покажавме храброст, одлучност, памет, пријателство, авангардност, ги исполнивме стратешките цели на државата и во период на носењето на најкрупните одлуки ја кренавме економијата, ги подигнавме платите, ги подигнавме пензиите, ги подигнавме вредностите во нашето општество. Не успеавме во сите наши замисли, свесни сме во тоа, но сепак гаранција дека сме најдобри и заслужуваме ваша поддршка е тоа што досега го сработивме. Јас верувам дека премиерот не треба да биде повеќе од 2 мандати, како што и председателот, барам чист втор мандат, за да можеме да покажеме вака огромни успеси и дома на економски план, во правната држава, во образованието, како што покажавме успеси на меѓународен план. Одлучни сме, паметни сме, информирани сме, сега сме и поучени од овие 2,5 години и од нашите слабости и верувам дека ќе делегирате доверба, чест и одговорност за следните 4 години да се гордееме сите со нашата земја, споредувајќи се со сите во регионот, да бидеме пример, да бидеме први, да бидеме најдобри, да бидеме шампиони и секако да си останеме дома и да бидеме доволно привлечни, да ги вратиме дури оние млади кои што заминаа надвор од државата. Гласајте за бројот 3, верувајте дека можеме повеќе, можеме подобро и нема друга алтернатива освен овој пат по кој што заедно тргнавме јас и сите вие, целиот наш народ. Ви благодарам за гостувањето. Фала ви на вас на поканата.